дојдовте во За или против. Јас сум Љупчо Цветановски, мои денешни гости се поранешниот антикорупционер Војслав Зафировски. Добре дојде. Добро ве најдов. Поранешниот јавен обвинител Сотир Костов. Добре дојде. Добре најдов. Двајца од безбедносната, да речам, фела небадијала тема денеска е правдата. По 7 годишен пост, буквално кажано, време ли е правната држава да се врати на менито во Македонија, конечно, после 7 години пост? Војслав? Па редно е, дефинитивно е редно и доста е со импровизации во оваа сфера. Како изгледа тоа. Заборавивме како изгледа со еден сијасет мерки кои претходно беа превземани во државата, наместо правдата да биде достапна за секого, стана достапна само за оние што можат да си ја купат. Так. Тоа го гледаме секојдневно, катадневно. Јавна тајна за жал. Јавна тајна е. Добар дел од обврските кои произлегуваа од законските решенија не се реализираа. Имено со законот за кривичната постапка на времето беше предвидено да се формираат 11 истражни центри во Република Македонија со правосудна полиција која ќе биде ставена на располагање на јавното обвинителство за да ги нема оние празни одови и преписки помеѓу обвинителството и полицијата. Меѓутоа, знаеме дека ништо тоа не излезе. Не знам, во Скопје нешто као се прави, има некаков центар, меѓутоа не е тоа она што е предвидено во законот. Исто така, сметам дека голема забелешка може да се стави на системот во онаа смисла што најнапред граѓаните треба да си ја платат судската такса за воопшто да почни судски процес да се води. Судство, да. така, малку... Србите го превзема нашето решение, меѓутоа многу скоро го вратија, гледајќи дека едноставно тоа не е во функција на граѓаните. И го вратија старото решение. Република Македонија е приказна за себе. Значи, клучниот проблем во анкетите кои беа правени пред изборите, клучниот проблем во Република Македонија се виде дека е проблемот со корупцијата. Корупцијата беше апострофиран како најголем проблем. Па дури потоа доаѓа проблемите со, да кажеме, економски, национални и така натаму и така натаму. Корупцијата е таа што го уништи македонското судство. Кога велам корупцијата, не мислам само на она нудење и земање мито. Тука мислам пред се на судирот на интереси, на роднинските врски, на се она што непотизам и така натаму, клиентелизам, се она што го имаме како актуелност во нашето општество. Беа формирани неколку пати 3 работни групи кои требаше да го средат судството, да донесат, да понудат квалитетни решенија кои судството ќе го стават на здрави нозе и судството ќе си ја добие својата вистински независна позиција. Тоа не се случи. Ако не се лажам, прва се откажа Најчевска, потоа се откажа Гордан Калајџиев за работите да ги земи во своји раце еден аболициран тип, еден лик кој цела јавност го виде како бара мито и тој рече дека тој ќе го среди судството. И видовме како го следи. Видовме како го среди и видовме што се случува во правосудниот систем. Почнувајќи од полицијата, јавното обвинителство до највисокиот суд во државата. Ќе продолжиме. Тој аболицираниот лик Зоран Заев, мислам, беше? Беше и остана. Јас му го заборавив и името, просто. Имаме ние во Кочани, забравам ти името. Една изрека. Така. Сотир, време ли е правдата да се врати конечно во Македонија? Касниме, Љупчо. Требаше уште вчера. Кажува мојот нашиот соговорник. Видите, време е за безпоштедна борба против корупцијата и против организираниот криминал. Време е да создадиме систем против корупцијата, против организираниот криминал. Денеска чув и нов поим, ако можам така да кажам, економски корупција.
Подпредседателот на Стопанска комора, Јовановски Зоран Чинам, излегува и кажува дека на анкетирани 138 компании во Република Македонија, на 60% од нив им е барано од власта, пазите, Така. од власта, значи луѓето што ги водат институциите во власта, корупција. 3, 5, 10 илјади, ама на 5 им е барано и по 100 илјади. Евра, не денари, да не се... Па вака сега. Ти нас не представи као луѓе од некој си безбеден сектор, иако јас сакам аналитичар. Ја Правно, да, многу се- одамна сум бил ја правно заменик јавен подковани, обвинител така, на две така. општини, ама нешто останало кај мене. Еве вака, има нешто што се вика индикација по слушнат глас. Така. Еве за обвинителите и за полицијата. Од респектибилен фактор, Стопанската комора, вториот човек, браво, и за Азевски и за Зоран Јовановски. Јас Зоран Јовановски не го знам, татко му го знам, прекрасен професор беше, а Зоран Јовановски беше кандидат за председател на СДС, ама изгуби, а еве сега со што се бави човекот. Има канали како полицијата, има канали како обвинителството, ако ништо друго, овие работи да ги дознаат и да почнат една битка против корупцијата која ќе биде радикална, фромовска, во корен. Да се подсетиме. И коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, и знам, и вреди, сите напред ги ставија промените. Значи, време е за промени. Во фокусот го ставија човекот, граѓанинот, македонецот, при што се подразбира турчин, албанец, Така. влав, бошњак, србин, влав и така натаму и така натаму. Па ако е така, па дај еднаш свеста да ја промениме, формално да не зборуваме само, и дај суштински да ги направиме промените. Дај малку гандиевски да се однесуваме. Промената, што сакам да ја видам кај него, да сум јас. Јас да дадам пример. Свеста да ја сменам, да посочам дека ова пракса, ова парадигма коруптивна не чини и ајде во една битка голема на антикорупција. Ама видите, сега да ви кажам. Почитуваниот овој човек го спомна овој од Струмица, поранешниот председател на СДСМ и премиер, ама јас и друго ќе кажам. Не може со исти луѓе кои 30 години ни вршат реформи во администрација, во судство, пак да правиме. Јас сум современик на 4 големи реформи, а верувам и Војче, тука сме негде ние со годините. Завршувам Војче. Така да. Значи не може исти луѓе да ги водат исти реформи. Абе дајте млади снаги, абе дајте млади правници, економисти, психолози, социолози, политолози, не само во правосудството. Целокупниот систем е спремен за реформа, а не ќе менуваме устав за бугарите. Дајде ако менуваме устав, системот да си го подобриме. Не може нам еден ист академик 30 години да не воде, како се викат, реформи, при тоа сите неуспешни, а зад грб му помина промената на кривичниот законник, на срамната и не реагираше. И да, не, и сите се прават на Тошо, веќе, Така, да. не знаат кој е. И А те еве сите повторно знаеме дени кој е. убистиот, така, да. Така да, сум за промени во вистинска смисла на зборот. Така. Ова легитимна поддршка од најширок можен спектар што овие три политички субјекта, ја го ставам и четвртиот, почитуваната Гордана Силјановска Давкова, бидејќи ако собериме овие три субјекта имат без 1.000, 600.000 поддршка во изборите. Ама разликата од ВМРО до Гордана Силјановска од 436.000 до 560 и 1.000, ако додадиме, зборуваме за над 700.000 поддршка и сега некој ќе ми ја менува мене амбиенцата во јавниот простор, некои си аналитичари, некои си дежурни интелектуалци,
тука малку извини некои новинари детектирам, и почнуваат. Многу новинари. Премиерот како ќе се изразува за Македонија, председателката што кажала, Коцијас ни броел што изговараме, што е со бугарите, рамка не се менува преговарачка и така натаму. На Србија 3 пати ја Не смени. те молам. Так. На преден план е владењето на правото, борбата против корупцијата и економскиот стандард и социјалата. Дали- Само една реченица. Оние кои ги создадоа проблемите во државата не можат да бидат решени ето. Толку Многу така, јасно. да. Значи, нови луѓе треба. 3 пати аболиран човек е, тој не е еднаш за глобал, од 2 председатели, такво нешто не постои во светот, мислам, потоа Еднаш од за Иванов. пуч од Иванов, а од Кацарска за подкуп. Значи тоа се 3, мијако последното не е вистинска, ама амнестија како да му доаѓа прекинувањето Па нека на биде случај. крај веќе. Дали проблемот е што оваа власт која што го направи тоа што го правеше сите овие години, зборуваме за специјална јавна обвинителка која што заврши во затвор, која што требаше да донесе правда, крадеше луѓе. Зборуваме за генерални секретари, двајца поред на влада. Тој е втор човек во владата во превод кој што завршија зад решетки за тоа што краделе. Зборуваме за многу случаи кои што останаа необјаснети, но дали главниот проблем во македонскава ни држава и потребата на ресет на системот и се наметнува од моментот што овие луѓе кои што беа на власт, овие 7 години, крајкајки, гракајки, како и да кажеме цело време северна за да може да крада, да не се лажеме, наметна едно мнение што се вика тоа е нормално. Еве, кажува Сотир 60% од фирмите се рекетирани, ние стоиме, тоа ни е нам нормална работа веќе, за жал. Ние оттрпнавме до толку, имајќи предвид дека секој ден се будевме со кафенци и афера некоја од СРСМ или од ДУИ, дали некој купил 20 милиона овакво, дали постојано некои работи се случува, што еве секој ќе кажат 60% од фирмите рекетирани, ние викаме па добро, ништо чудно, така. Не навикнаа на нешто, треба да се одвикнеме во превод. Да, што би рекле, па што е чудно, што е ново. Рол модел е Што 3 пати аболиран што е тоа човек, што ние успешен човек. не знаеме тука. Так. Дека не се рекетираат фирмите, кој не знае? Така, јавна Сите тајна. го знаеме, тоа е Дека јавна взимаат, тајна. Рушвет судиите, обвинителите, Така е. не сите, ама зема. Појдете и секој Има индивидуалец, појдете Да. во болница, појдете каде сакате да извадите, што ја знам, извод од матична книга на родени или од матична книга на венчани. Ќе видите колку заврзлами ќе ви се случат. Ако не бркнете во джебот, Ако нема не да бркнете завршите во джебот работа, и да извадите Так. 1000 денари барем. Так. Како да го да смениме се ова? почасти. Овој менталитет, Ова особено 7 години. нужно мора да се наметнат. промени. Так. Ова е наметна, ова не е систем, ова е распад на И од системот. порано е, не од вчера тоа, ама ова овие е години беше така, максимално особено изразено. последниве години се виде дека као да беше препуштено се на стихија, на некое чудно, некоректно однесување. Ми се чини дека Република Македонија никогаш немала понеодговорна влада. Ние бевме сведоци дека секој дневно се продуцира скандали по разни основи и во сите сфери, од здравство, од полиција, од армија, од не знам Знамињата ги отнуваат на знамињата ги државите, промашува до и така таму се- натаму и да. така натаму. Јас не видов ниту еден од носителите на јавните функции да понесе некаква одговорност за тоа што се случуваше. Тоа е оставено така као ајде, ќе си играме држава. Не може двајца генерални секретари на влада Еден по друг. еден по друг Да. кривично после да бидат гонети за криминал кој од авион се гледа. Жената што си играше со штевуваните наместени монтирани разговори и заради кои што многу луѓе отидоа во затвор и се уште се. Оние двете, дали може би еве Сотир, најголемиот удар врз имиџот и на судството и на обвинителството го направија две дами Да. во наводници може. не само би, тие. Ама Во право. нивните имиња се најгласни во Еве ќе ти целата кажам приказка што за она пати 1 менија. на 100 доверба до 1 до 2. Тоа е маргини на Ќе грешка ти изговорам статистичка. 3 реченици и ќе видиш како се поклопуваат. Страфот промени на прво место го става. Така. Двете лица на македонските собитија и македонски контраверзи. Знаете ли што е тоа? Тоа се 3 наслови на 3 книги од еден автор, Славко Милосавлевски. Починате не е жив. Да. Јас да беше социјалдемократ,
тоа е иначку либерал од оној систем прогонуван, мора и во Америка одеше Дисидент. човекот е дисидент во вистинска смисла на збор. Не беше сам. Димитар Мирчев, многу други беа. Камуран Тахир и така натаму. Све ни кажува ова. Свеста да ја смениме. Нашата парадигма од страв, да го отвориме умот, да не се плашиме од промените. Не сум јас загорезен со промените. Во промените треба да гледаме нешто ново, нешто еден чекор понапред. Парадигмата мисловна да ја смениме. Говорната парадигма, значи. Зборувањето да го смениме, не да даваме отпор као бюрократи дел од системот, него да создаваме услови за промена на тие нуспојави што системот ги раѓа и ни прави бели на економски, социјален, правен, политички и морален план. Сега, тие двете лица на собитијата, прво ќе ги наградиме, ќе ги прогласи CNN, BBC, Чарлиеви ангели, документарци ќе снимат за нив. Ќе лапнат пари неморално, ненормално пари ќе земат, ќе се, простете ми јавност, напикат сега во основно, во вишо, во организиран криминал, во државно, и истите тие луѓе сега ќе ни проповедат и право и морал. Не. И никому ништо. Многу е така? лесно. Да. Тоа се македонските контраверзи. Многу е лесно Сотир да проповеда морал. Сотир треба да заснова морал. Шопенхауер го кажува тоа. Покажи со твоето однесување, а наш Гоце Делчев вака рекол. Немој само да не гледате што зборуваме. Гледајте ни ги делата и ценете не според делата. И сега кога една нова власт има, ја не знам каква ќе испадне, ама многу е ветувачка, многу е надежна, многу има некако амбициозна програма. Дајте бе да и дадеме шанса. Па ако не успее, како сите други ќе биде сменета. Не, сега не било законски уставно да се менува судскиот совет и совет на обвинители. Не, тоа не е во ред. Не се ова мој збор, не се ова мој збор. Кој прави рипна на таа изјава на господинот Мицковски? Самите членови на овие два совета, а ги знаеме, за едни се воде постапка, други незаконски сменија две председателки и така натаму и така натаму. Така да, многу си во право, Љупчо, ти кога ги посече овие две дами, ама замолувам едно јавноста, замолувам. Немојте веќе на таа господја да и претете. Ја правите херој. Значи, тоа што на оваа судикава сега на крајот проговори дека и претере. Таа сака да стане херој, таа сака да стане жртва, а таа направи 16-17 жртви, фамилии, поединци и малку пошироко пред тоа 33 кусур и многу повеќе сите ние сме нејзини жртви. Патиме за луѓе кои се во затвор за дело што не го сториле. 27 април. Председателот Пендаровски и јавно и на едни тајни средби на еден координативен центар вака има кажено. Па сите знаеме, вика, дека тие не го направија тоа дело. Па ако сите знаеме не го направиле тоа дело, да ги ослободиме за тоа дело, значи не да ги помилуваме. Повторување на постапката, многу добро знаеш колега што е тоа, да се најде бе јунак да повтори постапката и да ги судиме. Пазете, правда ве молам, за делата што ги направиле. Учество во толпа, тепачка, нанесување лесните лица. Не видов тешки, ако некој заговара тешки, ја не. Каде се бе убиствата? Зајавика ќе не убија. Тој министер за до вчерашен за внатрешни мене ќе ме убија. Кој бре ќе ги убиеше, никој немаше да ги убие. Дури гледам изфрустрирани новинари од тогаш има 27 април и така натаму и така натаму. Не. Него оправдувам тоа однесување внатре во собранието во горниот дел, не долу во салата. Во горниот дел тоа што му го направија на села и на останатите повредени. Сотир Костов не може да си дозволи тоа добра, ама да ги судиме луѓето и да ги осудиме, најпрво да истражуваме за правите дела што ги направиле, а не за терористичко загрижување на уставниот поредок и безбедноста, кое сега ќе ви кажам како е реформирано. Кога истражував 17, 18 и 19 година, од една бела книга од полицијата ја имам, знаете ли што видов? Споредив два текста. Порано било тероризам и до 3 или 5 години не сеќам. Сега само академикот сменил името терористичко загрозување, а дигнал на 10 години, текстот е ист. Тоа е реформа. Јок. Не, таква реформа не ни треба. Ни треба суштинска, есенцијална реформа. Завршувам овој дел.
препознав млади правници, економисти, психолози, социолози, ги има во тие невладините организации кои можат да се новите реформатори. Овие досегашните, не, благодарам. Една реформа не успеа. Очекуваш првото враќање, буквално интрото на враќањето на правдата да биде со исправањето на неправдата нанесена кон овие луѓе кои што заглавија во затвор за 27 Прво, таа април, неправда не може да политички се... затвореници, класични. Таа апсолутно. неправда не може да се Зашто тие коригира, поминаа затоа долго што време таму, долги да. години Да. поминаа во затвор. Нивните семејства останаа без клучните луѓе во нивното семејство. Тоа се семејни трагедии, тоа се лични трагедии кои едноставно не можат на никаков начин да се оправдаат или да се поправат. Толку болка, Единствено што останува е она што и самите го бараат. Нов процес, ново судење, да ја докажат сопствената невиност. Меѓутоа, низ фер постапка и фер судење. Каде што И нормални услови. и нормални услови. Затоа што да не заборавиме, Тој по дрл. 12 часа траја судските 14 рочишта. имаше И рекордно, 14 да. имаше рекордното беше. Имаше кај што бранителот нема увид во документацијата, во доказите кои ги изнесува обвинителство. Ниту им ги прифаќаа да ги излазат. Нити фер нити- судење, Да. ниту фер услови. Нешто што стварно е апсолутно неприфатливо по ниту еден норматив на правото. Да. Сега, луѓето бараат нов процес во кој ќе ја докажат собствената невиност. Никој од нив не бара милост и не бара да биде пуштен на слобода. Не. Или поточно државата ќе докаже нивната вина, ама Или за други да. кривични дела. Така е, за други дела. кривични дела. И тука мислам дека треба да биде стартот во враќањето на правдата, враќањето на владењето на правото во Република Македонија. Инаку, владењето на правото е основниот постулат на една држава, на една суверена власт и ако сакате, основниот критериум предвиден во Копенхашките критериуми за членство во Европската Унија. Да даме ни други показатели. Или докажете. Не. Докажете. Појде. Не, Сакаме ни тоа е окей. други показатели да дадам, малку и да, што да вели, да прошириме. Денеска чув дека државниот ревизор објавил информација, извештај, дека во последната декада, значи тука се зафатени две влади, од две политички провиненции, ама 7 години се знае чие, од инвестициите во Македонија, Само една. кои изнесуваат 24 милиарди, само еден проект завршил, останатите во најразлични фази, некои се на арбитражи, пенали ќе плаќаме и така натаму. Еве бе работа за полиција и обвинителство. Многу Дај да ги милиарди подбереме се во политичарите, без разлика од која влада се. Како може толку проекти војче да пропаднат? И едно друго нешто што најмногу ми е криво за младиве, ама треба да се испита. 389 талентирани младинци во последните 7 години биле финансирани од владата на Република Македонија преку МОН на 100 најуспешни универзитети во светот, завршиле, ги нема нигде. Така. Го нема списокот и не знаеме каде се. А во договорите има минимум, ја тоа од воздухопловство знам, 3, 5, 7 години треба да даеш на државата Толку. што те финансирала. Знаете ли колку пари? Годишно, не знам, сега 5.000, 4.000 евра, кога ќе земеш тоа како овде по човек, 389, ќе видите, тоа се огромни средства. Наши млади сме финансирале, стипендирале, ни ги нема да го да вратат сивата материја, знаењето, мозокот. Ама не заборавете, имаше многу нивни деца на функционерите на власт
си ставија оној министерот за надворешни и така натаму. И сега нивните деца ќе се на некои странски тамо, не знам какви организации и фондации и така натаму, а Македонија ќе се дави во корупција, Македонија ќе се дави во организиран криминал. Еве пак податоци денеска од еден од ретките државни органи и институции што го ценам, а тоа е Државниот завод за ревизија, кој без разлика кој е на власт ги дава извештаите и кажува еве ваква е ситуацијата, па бурно вие повелете. И ова треба да го имаме во предвид и мислам еве работа. Министерството за образование, почитуваната Весна, во која многу верувам, знам дека е жена од акција, јас знам многу години, бидејќи ја вака ценам Лјупчо. Најтенко, најлошо стоиме во здравството, образованието и културата. И надворешните работи. Здравството ни е многу болно. Многу. Значи, ние сме болно општество, ние сме општество кое е старе. Да не ги спомнувам овие работиве тетово што се случува и така натаму, аферите, онкологија и така натаму. На Таравари ќе му биде многу тешко. На Весна, најчувствителното образованието ни едуцира млади за иднината на Македонија. Ако ние образованието од основно, средно, високо да го вклопиме во науката, развојот на науката, а читам дека има во програмата тоа, и тоа ако не го направиме, тешко нам. И стои за културата. Распродадоа од име до се. И сега, почитуваниот Лјутков, кој, пазете, не е бюрократ. Ние брендолозите велиме living the brand, да го живееш брендот. Он living the culture, он ја живее културата као актер. Он сега треба да почне од минус 100, не од 0. Културата да ни ја доведе на едно ниво каде што ние се гордеевме што сме македонци, што сме балканци, што потекнуваме, знаете од кој милениуми наназад, сега ни ги исечеја тоа со ножички и треба оваа власт да си засука ракавите, овие три полиња да ги подобри, кои се предуслов за ова што велиш ти меѓународни, судството, колегата што вели, и сите други области. Овие три за мене се многу битни. Основата, базата. А да речеме, може би најлесно ќе биде, нека не ми замере сегашниот министер, во земјоделието, бидејќи таму немаме противници. Таму имаме земјоделие опустошено, сточарство опустошено, лозарство опустошено, секакво ризопроизведуваше оно опустошено, измамени земјоделци. Од старт нека се почне, нека се направи стратегија за развој на земјоделието. Ние ќе бидеме една од најбогатите земји на држава на Балканот и Југоисточна Европа. Имав чест да читам една студија од французите направени пред Првата Балканска војна, пратиле овде во Македонија еден тим од 18 луѓе експерти да видат дали ово поднебие може да рани една војска. Не една, трите војски што учествувале во Првата светска војна, вика, може Македонија да рани, ама да не забораваме, тоа е времето на памукот, на афионот, на пченката, на кога ние бевме и житница, кога на сточарството, на млекото, на јогуртот и така натаму на сирењето, доматот, патлиџаните. А сега све увезуваме. И па еве го фронтот за работа. Овие до сега ништо не направи. Значи, make a difference, направи разлика. И ја очекувам дека ќе се направи таа разлика. Мораме да одиме со рекламите. Имаме уште многу теми за отворање. Со нас е Сотир Костов и Војслав Зафировски. Се враќаме веднаш по нив. Останете со нас. Се враќаме во за или против. Мои гости се Војслав Зафировски и Сотир Костов. Сотир, претходно зборувавме со тебе заврши, сега со Војслав продолжуваме. Кои ќе бидат најголемите предизвици според тебе на новата влада? Да, корупцијата е ставена на број 1. Зборувавме и за економијата, треба дефинитивно многу работи се здравството, образованието, зборувавме и за тоа дека се е на колена, но еве, освен како да ја вратиме правдата, како да го направиме тоа? Ќе имаат ли сила, мислиш, да го направат сето ова, бидејќи премногу жешки костени остави оваа временска непогода, која што замина со временска непогода во неделата со гласањето. Многу им се погоди работава, да, символиката. Исклучително одговорна работа ќе има оваа влада и нејзините коалициони партнери.
дефинитивно огромен е предизвикот. Наследија простор кој е уништен. Државата се гуши во долгови, надворешниот долг е екстремно висок, внатрешните долгувања исто така се огромни, здравството знаеме во каква состојба е, образованието во каква состојба е. Едноставно нема сегмент во општеството кој е здрав. Потребен е целосен ресет на државата. Сите институции треба да се ресетираат. Сите институции, буквално. Затоа што граѓаните ја дадоа довербата на ВМРО ДПМН и на нивните коалициони партнери, но им дадоа и огромна одговорност да ги променат состојбите во државата. Менувањето на системот генерално и рестартирањето на тој систем треба да се направи мошне брго. Тоа што мене ме радува е фактот дека владата е сочинета од релативно млади кадри. Луѓе за кои има убави работи да се слушнат, да се прочитаат. И без багаж. Луѓе без багаж, кои немаат зад себе опашки, на кои може секој да нагазне. Мислам дека тие луѓе работата ќе си ја завршат на начин како што граѓаните очекуваат од нив. Одговорноста е голема, особено што и во најголем број општини во Република Македонија ВМРО ДПМН е на власт. Така и А таа власт, да, и председателската, и локалната, и централната, така. тоа значи дека одговорноста е исклучително голема и нема правдање за грешки. Она што лично го очекувам е власта да не се однесува како опозиција. Како што се однесуваше 7 години. Беше виновна секогаш опозиција. Секогаш беше виновна опозицијата. Да. Значи власта е власт. Одговорноста е кај вас и одговорноста за врелите костени е во ваши раце. Што ќе направите? До вас е. Граѓаните ви го овозможија просторот да се борите, да докажувате дека знаете и умеете, повелете. Вие сте на пот. Тя една дигресија ви направил. Искрено очекувам, само момент, Да. искрено очекувам ВМРО ДПМН со оваа гарнитура, значи оваа влада на чело со господинот Мицковски, да си ја заврши работата на начин како што граѓаните очекуваат од нив. И тука, за мене барем, нема сомнение. Затоа што и пред изборите велевме, ова ќе бидат историски избори и ова е без малку последната шанса за Македонија да успее да се етаблира меѓу државите со свој суверенитет, со своја култура, со свој идентитет и со сите оние карактеристики кои државата ја чинат држава. Вчера премиерот за еден друг медиум го даде првото интервју во улога на премиер. Е се вака. Ова што го збореше Војче, ја ќе отворам алманахот, програмата и ќе на прво место е ставено борба на одговори и на твоето прашање го надополнувам само Војче. Така. Во тој контекст. Борба за квалитетен животен стандард. Број 1. Пазите. Стандардот ни е 0, катастрофа. Второ место, фронт против корупцијата. Зборевме. И ти збориш. Трето место, институциите да работат според законите. Владење на правото. Тоа е. Четврто, функционален систем за сите граѓани. Они рекоа граѓаните на прво место, во фокусот. Еве го као четврти приоритет. Патриотизам кој обединува, тука е малку и надворешната политика, тука е диаспората, браво, одлично. И како шест приоритет вели права и слобода во демократијата, отпорано што има малку проблеми, сега не се спомнеме дека ќе биде добро. Сега Љупчо, извини, вие новинарите не сакате вас да ве анализираме. Вчера во интервјуто ништо за ова не беше прашан премиерот. Беше прашуван за како ќе зборува понатаму за Република Македонија. Добро, тоа е дефокус, дигресија. Да, дозволи. Мицотаки што рекол, Коцијас, дали бугарите ќе ги внесеме во уставот?
Тоа е класично спинување, дефокусирање. Стоилковиќ, пазете, ова морам да го кажам, Стоилковиќ бил проруски. Тоа е таква дискриминација. Ќе ја објаснам. Другиот од партнерите просрпски се мисли на Љупчо Димовски и така натаму. Двојцата најдобри соработници во ВМРО му ги напаѓаат без пример. Вака. Ајде да видиме, Али Ахмети е овде, Стоилковиќ е овде. Терорист, па стана политичар. Стоилковиќ, од кого знам, прво беше малку бизнисмен, па политичар. Пукаше, убиваше Али Ахмети. Он е обвинет во хашките случаеви како раководството на ОНА. Војче го знаете многу добро. Стоилковиќ нити пукал, нити убивал. Али Ахмети влезе од друга држава, упат направи во Македонија. Стоилковиќ ниту во Македонија направил упат, ниту во Косово, зашто го напаѓаат, ниту во Србија, ниту во Македонија просрпска политика споредува. Стоилковиќ зборува македонски. Добро утро, зборува македонски. И сега тука некаде да застанам. Ајде да видиме каде е тука ликот на политичарот или ликот на терористот и така натаму. Некоректно е. Некоректно е и кон Љупчо Димовски. Вчера со Нова Македонија отворете ги CV-ата или портфолијата, ќе видите најбогато портфолије, поточно најискуство има и пазете, таму го напаѓат премиерот. Тоа е, нека ми простат тие што тоа го прават, дискриминација е тоа. Би можел да ја докажам. За крај, еве, сепак, имајќи предвид што се не очекува, дали сте оптимисти дека ќе може да се направи сето она што е не само ветено, туку ајде да се вратиме конечно што се вика во нормала малку и да живееме како што треба, да го ресетираме, рестартираме, да ремонтираме што и да му направиме на тој систем кој што го снема. Мислите дека сепак ќе оди работава на подобро? Еве за крај накус. Мислам дека работите ќе добијат некој свој природен тек. Дека полека, но сигурно ќе го вратиме владењето на правото подеднакво за сите, без дискриминација, без разлика на нација, вера, статус, социјален, ваков, онаков. Од друга страна, исто сметам дека институциите ќе си ја вратат, ќе го вратат собствениот интегритет и ќе почнат да функционираат во интерес на граѓаните, а за тоа чинам веќе и почна да се зборува за укинување на балансерот, за укинување на неколку дискриминирачки алатки кои досега направија големи бели, особено во администрацијата. Меѓутоа, мислам дека со овие првични потези дава власта уверување дека работите ќе тргнат во вистинска насока. Не очекувам нешто спектакуларно да се случи, за тоа што промените првим треба да се случат во собствените глави кај секој поединец, па потоа во заедницата, но во секој случај дека ќе има промени и тоа на подобро, убеден сум. Да не забравяме, денеска се промовираше првиот проект од 400 милиона евра, можеби ќе има и спектакуларни промени. Малку една вака оптимист сум, верувам во овој состав на влада, многу млади, многу искусни, еден убав спој со премиер кој покажа лидерство и визија, и еве јас им предлагам алатка. Ова е системско владење на правото против системска корупција и организираниот криминал од професор доктор Миодраг Лабовиќ. Ова алатка има стотинак помошни алатки, борба против корупцијата и организираниот криминал, само треба да ги посакуваме промените, а гарант е човек кој е награден на Обединетите нации од Високиот комитет на Обединетите нации, прва светска награда има. Сега завршувам. Незгодни се научниците. Па незгодни се, ама они одат радикално до кореното одат. Да не ги бројам, такви биле Никола Тесла, Пупин, Ајнштајн и сите. Треба да прифатиме што науката кажува, како радикално се менат работите кон подобро. Мислам дека треба да создадеме атмосфера и поддршка да дадеме. Ви благодарам што бевте мои гости. Задоволство беше. Благодарам и на тебе. Ми беше чест. Благодарам. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави, секако чувајте се многу.